се зголемуваат платите во јавниот сектор за 10%, а до декември на сметката треба да легнат и дополнителни 10.000 динари регрес за годишен одмор. За постигнатиот договор меѓу владата и синдикатите, денеска разговараме со Слободан Трендафилов, председател на Сојузот на синдикати на Македонија. Добар ден, добре дојдовте во емисијата. Добар ден, благодарам на поканата. Како дојдовте до МТВ на ова време? Па ги почитуваме мерките и препораките, меѓутоа тоа што сакам да го искористам во моментот е да упатам апел до работодачите во приватниот сектор, навистина да се погрижат да се почитуваат мерките за безбедност и здраве при работа на работниците во приватниот сектор, особено во секторот градежништво, да не се доведеме во ситуација да се случат одредени повреди или некои смртни случаи поради високите температури. Нека водат грижа за работниците како што тоа го правеле минатите години, за да не се доведеме во ситуација во која ние синдикатите ќе мораме да превземаме одредени мерки како инспекцијските служби. Се разбира дека во овие моменти на портокалова фаза која ќе трае до крајот на неделата, сите треба да дадеме придонес за да ги заштитиме работниците од надворешните влијанија. Утврдена нова методологија за вработените во јавниот сектор, што ќе значи ова за нив и 3 години се чекаше на овој договор? Да, пред 3 години Сојузот на синдикатите на Македонија предложи текст на општ колективен договор за јавниот сектор, ако имаме во предвид дека последниот беше склучен 2008 година. Сметавме дека преку општиот колективен договор за јавниот сектор ќе ги унапредиме и дополнително ќе ги заштитиме правата на вработените во јавниот сектор. Охрабрува тоа што во последните месеци од преговорите разговараме дури за зголемување на платите на вработените во јавниот сектор, што за прв пат ќе се направи преку општ колективен договор и на тој начин ќе можат вработените во јавниот сектор да добијат одреден процент зголемување на нивните плати. Зборуваме за 138.000 вработени во јавниот сектор и дополнително нешто што го правиме е да исправиме онаа голема неправда во која вработените во јавниот сектор не добиваат сите регрес за годишен одмор, односно голем дел на вработените во здравството, образованието, полицијата, армијата и така натака до сега немаат добиено право на регрес за годишен одмор и сметаме дека исчекорот кој го направивме, износот се разбира дека не е никогаш доволен, меѓутоа исчекорот кој го направивме и потоа во процент од наредната година ќе биде добар мотив за да може да се знае дека вработен во јавен сектор ќе добива регрес за годишен одмор. Нема да бидат само устни и декларативни изјавите кои ги дава представниците на владата. Во текот на утрешниот ден работната група седнува да разговара за текстот на општиот колективен договор, да ги финализира разговорите, односно да видиме каква ќе биде одредбата која ќе значи покачување на платите во јавниот сектор, утврдување на регресот за годишен одмор и некои други детали за кои се договоривме. Очекуваме наредната недела тоа да помине на седница на влада, очекуваме тоа да помине на седница на претседателството на ССМ, да се добијат потребните овластувања веќе во вторник или во среда на седница на економско-социјалниот совет да се стави подпис на тој колективен договор кој ќе се применува од денот на подпишувањето и тоа значи на вистина еден успех од страна на работниците ако имаме во предвид дека повеќе од 17 години немаме општ колективен договор, односно истиот бил подпишан пред толку години. Кои институции влегуваат во овој договор со владата, односно кои јавни предпријатија спаѓаат во јавен сектор? Значи, општиот колективен договор за јавниот сектор согласно Законот за работни односи е задолжителен, непосредно се применува за сите работодавачи во јавниот сектор и за сите вработени во јавниот сектор. Тука нема исклучоци. Тоа значи дека сите вработени во јавниот сектор, повеќе од 130.000 работници, ќе добијат права согласно општиот колективен договор за јавниот сектор. Тоа што сакам да го нагласам е дека сите оние работници кои имаат дилеми дали нивните права ќе бидат уредени преку општиот колективен договор како општа рамка, а потоа се доуредуваат со гранските и колективните договори на ниво на работодавач, можат во било кое време да се обратат до ССМ. Нашите колешки и колеги стојат на располагање за сите нејасноти и да ги појаснат, меѓутоа тоа што можеме да го гарантираме дека ќе се однесува за целиот јавен сектор овој колективен договор. Значи ли тоа дека платите ќе се зголемуваат според висината, не линеарно? Значи платите минатата година Сојузот на синдикатите на Македонија како солидарен модел бараше да биде линеарно зголемување од 2806 денари. Успеавме во повеќе од 85% од случаите во јавниот сектор да ги зголемиме платите на линеарна основа, солидарна, која во тој момент сметавме дека е решение. Тоа што сакам да го нагласам денеска е дека процентуалното зголемување на платите во сооднос на работните задачи, тежината на работното место, работните обврски кои ги има работникот, ќе се зголемат во процент, односно процентот кој ние веќе го договоривме е 10, најмалку 10%. Се разбира дека овој процент со колективен договор на ниво на гранка или на ниво на работодавач, доколку синдикатите се умешни, можат да преговараат со представниците на владата, можат и да го подобрат. Но тоа што за нас беше важно е во овој општ колективен договор да утврдиме процент на зголемување на плата за прв пат во историјата на Македонија.
Колку му се очекува да се зголеми платата до март 2025 година? Значи, нашите пресметки зборуваат дека сега во септември ќе добиеме 10% изголемување на платите. Тоа значи дека основната плата која работникот имал во август месец ќе се зголеми за 10% и затоа нема да има потреба од промена на било какви други закони, ако имаме во предвид дека општиот колективен договор непосредно се применува над сите закони во моментот, а потоа гранските и колективните договори на ниво на работодавач. Од кога ќе се зголемат платите за 10%, тоа значи дека во наредните 18 месеци сите вработени во јавниот сектор секој месец добиваат 10% изголемена плата. Во принцип тоа ќе дојде дека две плати до крајот на примената на општиот колективен договор во делот на процентите ќе добијат некаде околу две плати вработените во јавниот сектор како дополнување со синдикална борба. Разговараме наредната година некаде во септември, доколку инфлацијата премине прагот кој го дефинира Министерството за финансии како возможен од 3%, над тоа да добиеме исто така дополнително зголемување на платите за некои 3 до 5% или повеќе проценти, доколку инфлацијата се разбира надмине праг над 3%. Тоа што охрабрува е тоа што ќе го добиеме наредниот септември е истото што го добива вработените во јавниот сектор низа година наназад, ако имаме во предвид дека платите растеа за 2,5, 3,5, 4,5 и 5% секој јануари и на таков начин ќе биде дополнителен придонес во буџетот на вработените во јавниот сектор. Вработените во јавниот сектор знаат дека тоа не е доволно, меѓутоа тоа е добар почеток за усогласување и зголемување на нивните плати до март 2025 година, кога го добиваме моделот кој го имаат функционерите, тоа е просечна плата по коефициент на сложеност. Во тој момент ќе бидат исправени сите неправди кои во овој момент ги трпат одредени категории на работници, односно доближувањата на платите поради незголемувањето во изминатиот период на платите со порастот на минималната плата, доближување на повеќе категории со минималната плата и слично. Тоа што за нас е напредок во моментот е тоа што во септември ќе нема ниту еден вработен во јавниот сектор кој ќе биде на минимална плата, односно основната плата нема да му биде во висина на минималната плата, туку ќе му биде далеку повеќе. И не охрабрува тоа што наредната година, односно кога ќе заврши 2024 година, со примената од 2025 година за просечна плата по коефициент на сложеност и нашите плати би се зголемиле за повеќе од 30 до 60%. Тоа охрабрува поради тоа што коефициентот на сложеност, доколку вие имате два коефициент на сложеност на вашето работно место и сега просечната плата некаде ако е 33.000 денари, наредната година таа кога ќе се зголеми, вашата плата ќе се зголеми во основ на просечната плата која ќе се множи по два коефициент. Значи ќе добиете сигурно некаде околу 10.000 денари зголемување на платата најмалку и на тој начин сметаме дека ова ќе биде едно фер решение во наредниот период да се посветиме и како синдикати и како влада да ги унапредиме и другите права на работниците, како безбедност и здравјето при работа, преку новиот закон за работни односи, договорите за вработување на определено и на неопределено време и така натака. Што да очекуваат работниците во приватниот сектор? Во приватниот сектор, оному каде што имаме синдикати, работите се дефинирани. Тоа што сакам да го кажам пред гледачите е да се зачленуваат во синдикат. Вратата на синдикатите е отворена секогаш за нив. Оному каде што имаме синдикати, регресот за годишен одмор е во 100% од просечната плата. Оному каде што имаме синдикати, платите веќе се зголемени за најмалку од 10.000 денари. Оному каде што имаме синдикати, преговараме и склучуваме колективни договори преку кои ги заштитуваме и унапредуваме правата на работниците. За жал тоа не е случај во компаниите во приватниот сектор каде што работниците не се доволно охрабрени да формираат синдикат. Ние не го разбираме стравот како синдикати кај работниците во приватниот сектор кои не сакаат да се организираат во синдиката. Многу пати пријавите кои ги поднесуваат до ССМ се токму од такви работници кои не се синдикално организирани и за нив исто така обезбедуваме бесплатна правна помош. Стравот дека ќе го загубите вашето работно место на денешниот пазар на трудот е навистина мал. Вие ако знаете дека денеска можете да најдете работа на било кое работно место за платата која примате кај вашиот работодавач, ако знаете дека 70.000 членови во Сојузот на синдикатите на Македонија не ги изгубиле нивните работни места заради тоа што се синдикално организирале, туку само добиле регрес за годишен одмор во висина од 100% од просечната плата, добиле зголемување и добиваат зголемувања на нивните плати за 10, 20 и 30% на годишно ниво, треба да ви биде доволен показател дека треба да се охрабрите, треба да дојдете да потпишете пристапница, да се легитимирате за да можеме потоа ние со работодавачот да преговараме на исто ниво. Ги охрабрувам вработените во приватниот сектор да се охрабрат, да ја подотворат вратата и на тој начин синдикатите да им помогнат. Синдикатите за жал не можат да помогнат доколку не се легитимирани пред работодавачот. Работодавачот секој пат ќе одбива да разговара со синдикатите доколку нема синдикално организирање внатре во компанијата и на таков начин само работниците губат и му помагаат на работодавачот да се збогати.
Дали работниците што се под договор на дело имаат право на регрес? Работниот однос во Македонија согласно Законот за работни односи е дефиниран како вработување со договор за вработување на определено и неопределено време. За жал, вработените односно работниците кои работат со договор за дело, работат врз основа на договорни услуги склучени со работодавачот. Им кажувам денеска дека тоа не смее да биде така. Спротивно на закон е вас да ве ангажира некој секој месец со договор на дело и за жал договорите на дело се најголемиот подривач на работничките права поради тоа што не ги уживате правата утврдени со закони со колективните договори. Ќе немате право на регрес за годишен одмор, немате право сега на зголемување на платата доколку работите во јавниот сектор, ви ги злоупотребуваат вашите работнички права и ви искористуваат работодавачите. Колку се почитува недела како неработен ден? Се плаќа ли дополнителна дневница на оние кои што работат во него? Согласно нашите податоци од денот кога го добивме како право за вработените и во јавниот и во приватниот сектор, се намалуваат пријавите по однос на прекршување на правото како недела неработен ден. Вработените, оние кои што се во малиот број на исклучоци, ги добиваат заслужените дневници зголемени за 50%, во трговијата за 100% и на таков начин некако се компензира нивниот труд во недела кога останатите работници се дома со семејствата. Тоа што сакам да нагласаме дека недела неработен ден веќе втора година не даде никаква негативна импликација по стопанството, нити пак по јавниот сектор. Ние сме свесни дека се функционира. Има одредени појави каде што одредени луѓе кажуваат дека во недела не можеле да купат нешто или не можеле да излезат да испазарат, меѓутоа сакаме да им кажеме на тие луѓе дека и вработените кои работат во недела се исто така луѓе како нив. Треба да имаме почит, треба да имаме солидарност кон вработените. Сите се навикнавме, некако се вративме пред многу години кога во Македонија недела беше исто така неработен ден, се навикнавме дека во недела не работи ништо, посветуваме време на нашите семејства, посветуваме време на одмори, на рекреација, посветуваме време да можеме да регенерираме нашата сила за наредната недела. Значи, бенефитот е огромен, додека негативните импликации се навистина мали и за нас е нејасно зошто работодавачите се уште се обидуваат да го укинат ова право на работниците, односно да им го земат правото недела неработен ден. Се надеваме дека во наредниот период нема да има таков случај, поради тоа што и Уставниот суд се произнесе дека недела е право загарантирано како одмор на работниците во Македонија. Синдикатот е представник на работниците, обезбедување на здрави и безбедни услови за работа е приоритет на Сојузот на синдикати на Македонија, неколку пати го споменуваме ова. Да. Безбедните и здравите услови за работа се приоритет на ССМ не само од сега, туку од основањето на Сојузот на синдикатите на Македонија. Без да имате безбедни и здрави работници на нивните работни места, ако не ги доведувате во ризик, они далеку повеќе ќе изработат и далеку повеќе ќе можат да ви створат капитал како работодавач. Тоа што е важно работодавачите да го сватате дека треба да вложуваат во безбедност и здравето при работа. За жал, работодавачите голем процент не ги почитуваат мерките и одредбите од Законот за безбедност и здраве при работа. Ако вие излезете сега и погледнете на градилиштата, опремата за безбедност и здраве при работа, личната заштитна опрема е многу помалку застапена, иако за разлика од пред неколку години тоа имаме одреден напредок. Државниот инспекторат за труд успешно извршува работата. Секаде каде што сме пријавили, излегуваат навремено на терен, постапуваат по пријавите и ги задолжуваат работодавачите да се почитуваат мерките за безбедност и здраве при работа. Меѓутоа за нас е неразбирливо. Ние еве денес како излеземе од вашето студио и завртиме еден круг, ќе видиме дека работници повторно работат на 40 степени во портокалова фаза, дека работодавачите не водат грижа за животот и здравето на работниците и кога ќе се случи некаков проблем во поглед на извршувањето на работните задачи, не дај Боже смртни последици или не дај Боже повреди на приработниот процес, тогаш работодавачите се обидуваат да се изземат од одговорноста. Во принципот работникот сам сакаше да работи, ние не го теравме. Тоа е жално во Македонија да се случува во овој период кога сите треба да бидеме солидарни заедно со работниците. Благодарам многу на одвоеното време. Се надам одговоривме многу прашања на нашите гледачи и се разбира останува поканата повторно да ни бидете гости. Ви благодарам на можност.